Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Владата ќе го спасува споменикот Македониум во Крушево со 2,5 милиони евра. Повозрасна жена прегазена на влезот од катната гаража во Прилеп. Денеска, 10.9. почина примариус доктор Круме Соколовски, поранешен председател на Општинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба на Македонија. На 13 септември, сабота, во срцето на Прилеп, на платото кај градскиот сад, ќе се одржи 7-то издание на Млеко, единствениот фестивал во Македонија посветен на занајчески млечни производи со локален карактер и висок квалитет. Генерација мир, уметност е начинот е наслов на регионалната младинска мировна и уметничка средба која започнува денеска во Прилеп и ќе трае до 12 септември во Домот на културата Марко Црвенков. Победа доживеа висок пораз против Башкими Куманово за Купот на Македонија 0-4, а судијата заврши на болница. Време денеска сончево и топло со температура до 32 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Владата ќе го спасува споменикот Македониум во Крушево со 2,5 милиони денари. Денеска на пресконференција беше соопштено дека е обезбеден проект за интервентна заштита на споменикот Македониум во вредност од 2,5 милиони денари, што ќе биде реализиран до крајот на годината. А Завод и музеј Прилеп работи на проект за целосна реконструкција и конзервација на целиот комплекс. Овој футуристички споменик со необични краси се смета не само за еден од највпечатливите градби во Македонија, туку и за еден од најоригиналните архитектонски градби во светот. На 13 септември, сабота, во срцето на Прилеп, на платото кај градскиот сад, ќе се одржи 7-то издание на Млеко, единствениот фестивал во Македонија посветен на занајчески млечни производи со локален карактер и висок квалитет.
Млеко е веќе препознатлива сцена за сите што го ценат автентичното, организиран од Slow Food Прилеп со поддршка на Slow Food Македонија и секоја година носи нов квалитет и нови содржини. Годинава фестивалот добива нова енергија со нови генерации активисти, млади луѓе кои гледаат храната како простор за промена, за да се зачуваат вредностите, да се поддржат вистинските производители и да се пренесе идејата за квалитет кон иднината. На 7-то издание на Млеко ќе се представат 30 на излагачи производители на сирење, кашкавал и други млечни производи и занаечиски производи кои се надополнуваат со млекото од различни делови на Македонија. Повозрасна жена прегазена на влезот во катната гаража во Прилеп. 24 годишна прилепчанка со Опел удрила во повозрасна жена пешак при влез во катна гаража. Настанот се случил вчера, околу 10 часот и 40 минути, кога во полициската станица во Прилеп било пријавено дека на улицата Сотка Ѓорѓиевски во Прилеп при влез за катна гаража, патничкото возило Опел со прилепски регистарски ознаки управувано од 24 годишно лице ЈД од село Дрен, Прилепско, удрило во 71 годишна жена НГ од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила НГ, констатирале од градската општа болница Прилеп. Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Прилеп. Генерација мир, уметност е начинот е насловот на регионалната младенска мировна и уметничка средба која започнува денеска во Прилеп и ќе трае до 12 септември во Домот за култура Марко Цепенков. Во Прилеп ќе бидат прикажани две представи како дел од оваа регионална младинска средба во која ќе се сретнат млади луѓе од Македонија, Косово и Србија. Представите ќе бидат поставени во Домот на културата Марко Цепенков Прилеп. За двете представи влезот е слободен, а публиката ќе може да ги проследи со превод на англиски јазик. Победа доживеа висок пораз против Башкими Куманово за Купот на Македонија 0-4. А судијата заврши во болница. На вчерашниот меч против Башкими Куманово од 16-тото финале на Купот на Македонија, победа заврши со висок пораз 0-4. Надпреварот започна и со 13 минути задоснување заради доставање на службата за итна медицинска помош поради нејзини обврски. А мечот, кој требаше да започне во 15 часот и 30 минути, заврши многу подоцна поради уште еден немил настан. Невообичаениот прекин траеше повеќе од 15 на минути, а се случи во 75-та минута, кога помошниот судија, лизнувајќи се на теренот, се повредил, па требаше да интервенира итната медицинска помош. Изворите на Радио Пела велат дека се работи за истегнат лигамент на ногата, така што од Прилепската болница тврдат дека тој се чувствувал добро. Доктор Круме Соколовски е роден 1932 година во Прилеп. 1953 година завршил воено-медицинско училиште во Љубљана, после што 2 години во служба во Скопје, како санитетски офицер. Бил началник на Општата здравствена заштита во Медицинскиот центар во Прилеп. 2 мандати и генерален директор на Медицинскиот центар Прилеп. Во својот работен век бил секретар и председател на Лекарскиот актив Прилеп, делегат во Собранието на Република Македонија, заменик председател на Одборот за здравство и социјална политика, председател на Советот на Медицински центар Прилеп и председател на Управниот одбор после осамостојањето на Република Македонија. Има напишано повеќе од 50 стручни трудови и книги за долгогодишната стручна и организациона работа, има добијано повеќе награди и признанија, меѓу кои и 9-то септемвриската награда на општина Прилеп, 3-то ноемвриската награда за животно дело на општина Прилеп и медал за воени заслуги. Погребот на примариус доктор Круме Соколовски ќе се изврши утре во 12 часот на новите градски гробишта во Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло. Во Прилеп е измерени 32 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска.
Септември 2025 година.